зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Анксиозност и живење како да нема Бог. Еднаш Исус и рече на една зафатена жена: Марта, Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта. Лука 10:41. Сигурно може да ја разбера Марта. Што е со тебе? Ако си, како повеќето жени, не се грижиш за само едно нешто. Затоа што ние сме добри во мултитаскинг. Обично имаме цел куп работи за кои се грижиме. Што мислиш за оваа изјава? Сета анксиозност е практичен атеизам? Мене ми е малку шокантно. Ако е вистина, тоа значи дека кога сме загрижени и анксиозни, живееме како да нема Бог. Замисли го ова на следниот начин. Тука се твоите проблеми, твоите невозможни ситуации. А таму надвор има Бог. Ако го отстраниш Бог од околностите, се што ти останало се твоите проблеми. Веројатно на вистина веруваш дека има Бог, но може би си претпоставуваш дека тој е толку захватен со раководење на универзумот што нема време за тебе. Или си сметаш дека решавањето на твоите проблеми е твоја одговорност. Ти се навлече во тој неред и од тебе зависи да излезеш од таму. Или може би Бог ти се чини далечен во твојот живот и се прашуваш: дали на вистина се грижи за мене? И така носиш огромен товар анксиозност во срцето. Истражував во Новиот Завет во однос на зборот анксиозен и открив дека секогаш кога се употребува зборот, тоа е поврзано со нашата човечка загриженост, за тоа што ќе правиме ние во таква ситуација, што ќе кажеме, што ќе направиме, или ќе носиме, или ќе јадеме, или што било. Не се грижам за тоа дали земјата ќе продолжи да се врти околу својата оска. Се грижам за моето јас, моите потреби, моето здравје, моето семејство, мојата работа и така натака. Она што треба да го сториме кога сме загрижени е да престанеме да бидеме практични атеисти и да се свртиме кон Господ. Бог е доволно голем да ја разреши секоја дилема. Како што ни вели Петар, и секоја своја грижа фрлете на него, зашто тој се грижи за вас. 1 Петар, 5 глава, 7 стих. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.